Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Зголемен број на болни пациенти, зголемена потрошувачка на медикаментозна терапија, а поради користење боледување, намален здравствениот персонал во Кочанската општа болница. Иако поради временските услови и намалениот број здравствени работници отежната е работата на установата, сепак тимското работење на болницата со здравствените домови од Кочани и Виница им помага на пациентите навреме да бидат згрижени. Здравствениот персонал во Кочанската општа болница деновиве го редуцира користењето на годишните одмори, но и поради боледување на одредени здравствени работници, болницата работи со намален број на персонал, вели Оливера Цимбаливик, директор на јавната здравствена установа Општа болница Кочани, која додава дека тимското работење е од исклучително значење во вакви услови. Заради тоа што имаме намален број на здравствени работници, меѓутоа и дел од постоечкиот кадар користи боледување, така да тоа додатно ја отежнува состојбата во организацијата. Сакам да напоменам дека заеднички тимски, работиме со итна медицинска помош, со Здравен дом Виница, околу транспортот на пациентите, заради тоа што имаме забележено зголемен број на фрактури како последица на невремето. Сите тимски сме организирани и околу транспортот на пациентите. Поради екстремно ниските температури и зголемениот број на лица со грип во Кочани, строго е забраната посета на болните лица на оделенијата што функционираат во склоп на општата болница. Се прави редовна дезинфекција на болничките соби и се постапува согласно препораките од Министерството за здравство, додава Цимбалевик. Дезинфекциони средства имаме поставено на соодветни места, засилена е дезинфекцијата на подови, на работни површини. Здравствениот персонал користи заштитни маски и ракавици. Затоплување имаме во болничките соби. Медикаментозни на терапија имаме доволно, меѓутоа морам да напоменам дека во периодот имаме забележено зголемена потрошувачка на истиот. Дел од пациентите, додаде Цимбалевик, кои што може да се третираат во Кочанската болница, остануваат тука. Оние пак кои што треба да се транспортираат на повисоко ниво, се работи тимски и се препраќаат пациентите во Штип или Скопје. Бројката на заболени лица од грип во Кочани драстично се зголемува. Во првата недела од новата година регистрирани се уште 168 ново заболени, така што бројот се искачи на 331 лице заболено од грип, истакнуваат од Центарот за јавно здравје Кочани. Минатата година заврши со 163 лица заболени од грип во Кочани, а само во првата недела од оваа година Центарот за јавно здравје регистрира уште 168 ново заболени, истакнува епидемиологот доктор Натка Карамфилова и додава дека променливото време си го направи своето и зголемениот број на заболени од грип во овој период од годината е очекуван. Доктор Натка Карамфилова истакнува дека вкупниот број на заболени лица од грип во моментов во општина Кочани изнесува 331, но оваа бројка, додава доктор Карамфилова, е тројно повисока, бидејќи поголем број од болните се лекуваат во домашни услови без да се јават на лекар. Во Виница 2016 заврши со 44 лица заболени од грип, а во првата недела од оваа година бројката се искачи на 95 ново заболени, така што во оваа општина се регистрирани 139 лица болни од грип. Во Пехчево бројката достигна 23, а во Берово и Делчево не се регистрирани заболени од грип, додаде доктор Карамфилова. Препораките на лекарите остануваат исти, да не се мешаат здрави и болни лица и да се редуцира излегувањето по студот и ниските температури. Наносите од снег на асфалтот проследени со ветер на одредени делници повторно ги направија тешкопроодни патните правци во источниот регион. На сите места коловозите се целосно прекриени со снег, па потребно е внимателно возење и почитување на обврската за задолжително поседување синџири во возилата. Нема промени во состојбата на патиштата во источниот регион од државата. На сите патни правци се вози во зимски услови, а новите снежни врнежи дополнително ја отежнуваат работата на надлежните за нормализирање во одвивањето на сообраќајот. Од регионалната подружница на јавното претпријатие Македонија Пат велат дека приоритет има чистењето на магистралните и регионалните патни правци, но проблем и понатаму е ветерот,
особено од Велес кон Штип на делницата кај Сарамзалино, како и на патниот правец Штип-Кочани меѓу селата Долни Балван и Крупиште. Таму возачите возат покрај неколку метарски високи снежни ѕидови. Таму достигнува веќе 2-3 метри на поедини места и таму е прочистено. Се одива сообраќајот безбедно, но има уште за работа, тоа треба да се проширува. Го искористивме денот за санирање на поправка на старите возила и продолжуваме понатаму со работа. И колку да падне снег, веќе луѓето се уфодани до сите учесници во сообраќајот да возат внимателно, да прилагодат брзината спрема условите на патот и да ја почитуваат постојаната сигнализација. Од Автомотосојузот на Македонија предупредуваат дека покрај проблемите што ги создава снегот, поради ниските температури на одделни места на коловозот се појавува голомразица, што е дополнителна причина за внимателно возење, особено на осојничавите места и преку мостовите. Инаку во текот на денот немаше забрани за движење на тешки товарни возила на патниот правец Кочани-Делчево, каде што е ризично да се патува во делот на клисурите. Од Штипската регионална подружница на Македонија ПАТ велат дека за овој и за новиот снежен бран што се најавува за петок имаат доволно абразивен материјал. Поради новите снежни врнежи, тешко проводен е и патниот правец кон Пониква, поради што во текот на наредните денови не е препорачливо во доцните попладневни часови да се тргнува кон зимскиот центар со патничко возило, посебно не без користење зимска опрема. Дополнителен проблем се и ниските температури во изминатите 24 часа, поради што снегот на коловозот е подмрзнат, а движењето со возила е ризично. Неофицијално во текот на изминатите 2 ноќи на Пониква е измерена температура од околу 20 степен под нулата. И покрај врнежите од снег и ниските дневни температури, повторно е забележено зголемување на загаденоста на воздухот во Кочани. Станицата за мерење на квалитетот на воздухот изминатите 24 часа регистрирала пораст на загаденоста и присуство на штетни честички, што се над нормалните гранични вредности. Врнежите од снег и опаѓањето на дневните температури во Кочанско повторно предизвикаа пораст на загаденоста на воздухот. Според резултатите од мерењата на мониторинг станицата за квалитет на воздухот во Кочани, присуството на така наречените PM10 честички во 13 часот беше зголемено и се наоѓаше во високо светло-црвено ниво. Податоците покажуваат дека просечниот нивен износ е околу 85 микрограми на метар кубен, што значи дека релативната загаденост на воздухот е во горната граница на дозволеното, која на дневна основа изнесува 50 микрограми на метар кубен. Во текот на денот таа беше само за 10 микрограми пониска од онаа во мерните станици кај Скопско-Миладиновци и во Куманово. Присуството на јаглерод моноксид пак во воздухот во Кочанскиот регион има тренд на стабилизирање и засега се движи во просечни концентрации од околу 2 милиграми на метар кубен, со што не ја надминува 8-часовната гранична вредност од 10 милиграми. Инаку, зголемената концентрација на PM10 честички се должи на екстремно ниските температури во текот на изминатите деноноќија, а порастот е од согорувањето на огревниот материјал во домакинствата и другите објекти. Со оглед што за наредниот период метеоролозите најавуваат дека временските услови нема да се променат, можно е да се очекува концентрацијата на штетните честички да се задржи на истото ниво. Над 5000 евра планира да вложи локалната самоуправа на Кочани за да изработи проектна документација за изградба на улици во општината. Се работи за сообраќајници со просечна мала должина од околу 300 метри, што служат како сервисни или улици за поврзување на веќе постојни коловози. Локалната самоуправа на Кочани ги започна активностите за реализација на планираните проекти во сообраќајната инфраструктура, односно подготвителните работи за изградба на дел од улиците во општината. Деновиве е објавен јавен повик за избор на фирма која ќе подготви техничката документација со која ќе бидат опфатени сообраќајниците што влегува во програмата за оваа година. За услугата се планира да се потрошат околу 340.000 денари од буџетската сметка, што се предвидени за капитални расходи за годинава. Според техничката спецификација во тендерската постапка се планира да бидат опфатени 23 улици со вкупна должина од околу 7 километри. Сообраќајниците се со различна должина, при што најголем број од нив се меѓу 200 и 300 метри. За дел од нив е предвидено асфалтирање, а за оние каде не е можна таква техничка изведба,
Оставена е можноста да бидат поставени бехатон плочки. При тоа, пред да се изработи техничката документација, се бара од давателот на услугата претходно да изврши геодетско снимање за секоја улица поодделно, при што котите и координатите да се прикажат во планскиот документ во кој треба да бидат обележени и постоечките подпорни ѕидови. Рокот за пријавување на заинтересираните проектантски фирми на јавниот повик веќе тече и ќе трае до идниот вторник. Општина Кочани со најповолниот понудувач ќе склучи договор за јавна набавка за период од 12 месеци за изработка на проектната документација за улиците, при што ќе доставува писмено барање во зависност од конкретните потреби за секоја сообраќајница посебно. Управата за јавни приходи ќе реализира обука за земјоделците за начинот на кој тие треба да ги пријавуваат приходите од својата дејност. Заинтересираните треба да го пријават учеството, а обуките во Кочани и Виница ќе се реализираат оваа и следната недела. Со оглед што започна да тече рокот за земјоделците да поднесат барање за паушално одоначување за 2016-та, Управата за јавни приходи ќе им помогне на оние кои досега тоа не го сториле или им се потребни повеќе познавања како да се пријават. Во врска со постапките за регистрација, одоначување на приходите од вршење основна и дополнителна земјоделска дејност и плаќањето на персоналниот данок, Управата ќе организира специјални обуки за земјоделците на тема пријавување и одоначување на приходи од земјоделска дејност на физички лица кои се одоначуваат во паушален износ. Практичното објаснување, што е бесплатно за сите учесници, започна на крајот од минатата година и ќе трае до крајот на овој месец. Според распоредот, обуката за заинтересираните земјоделци од Кочани ќе се реализира на 12 јануари со почеток од 13 часот во просториите на деношниот шалтер на Управата за јавни приходи. Исто таква обука ќе има и за земјоделците од Виница, а закажаниот термин е за 20 јануари во 10 часот во деношниот шалтер. За да можат да присуствуваат на обуките, заинтересираните земјоделци претходно ќе треба да се пријават. Истовремено, Управата за јавни приходи ги потсетува земјоделските производители дека треба да поднесат барање за паушално одоначување за 2016 година. При тоа данокот на доход можат да го платат паушално доколку приходот од земјоделска дејност не им надминува 1.300.000 денари. Без разлика дали земјоделството им е основна дејност или тоа е дополнително занимање, регистрацијата за паушално одоначување овозможува персоналниот данок да се плати еднаш во годината, а земјоделците да немаат дополнителни трошоци за водење на деловни книги. Од Управата за јавни приходи нагласуваат дека ако обврзникот е веќе регистриран и му е доделен даночен број како вршител на земјоделска дејност, тогаш треба да поднесе само барање за паушално одоначување на остварените приходи од земјоделска дејност за минатата година. Рокот за поднесување на барањето е до крајот на јануари. Во 2016 година зголемен број на крштевки, а намален на погреби, регистрира Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги. Бројот на венчавки пак во 2016 е ист со 2015 година и изнесува вкупно 112 склучени православни бракови. 112 венчавки во 2016, а исто толкав број и во 2015 година. Бројот на крштевки пак е зголемен за 44 во 2016 во однос на 2015 година, а на погреби намален за 23, говори евиденцијата на храмот Свети Великомачени Ѓорги во Кочани. Според статистиката со која што располагаме од протоколите кои што ги водиме како евиденција при храмот посветен на Светиот Великомачени Ѓорги, она што особено не радува за разлика од претходната 2015-та, во оваа 2016-та што се сега помина, имаме 281 новороденче кое што е крстено, што е за 44 повеќе од 2015 година. Што се однесува со венчаните парови, бројката е иста како од 2015-та, значи изнесува 112. Што се однесува за покојните лица пак, во 2016 година Кочанскиот храм извршил 243 погреби, што е за 23 помалку во однос на 2015 година, додаде Арсовски. Се понеизвестна линијата на природниот прираст и во Виница. Долгогодишната миграција се рефлектира повеќекратно. Наталитетот и морталитетот во локални рамки речиси изедначени.
Долгогодишната миграција на виничани од ден во ден се повеќе се рефлектира во секојдневието. Последиците се чувствуваат најмногу во стопанството, помалку луѓе, помалку промет, скромна и дефицитарна работна понуда. Храмот Свети Архангел Михаил со загриженост ги соопштува сумираните бројки од венчавките и крштевките во 2016 година. Од општина која пред неколку години имаше своевиден бејби бум, сегашниве најнови податоци не носат оптимизам кај надлежните институции. Во Виничката црква во 2016 година се крстени 109 деца, 36 помалку во однос на 2015. Намален е и бројот на венчавките, од 62 полани, лани се заокружиле на 52, а бројот на склучени бракови е 120. Божикните свадби и крштевки сега се сведени на минимум, вели отец Бранко од храмот Свети Архангел Михаил. Загрижувачки е и фактот што иселениците се поретко навраќаат кон родните огништа, а со тоа и нивните инвестиции овде се сведени на минимум. Не е за занемарување и податокот за бројот на умрените 149 кои починале во Виница, не вклучувајќи го бројот на оние кај кои смрт е констатирана во некоја од здравствените институции во Кочани, Штип или Скопје. Само во Блатец во 2016 година починале 23 лица. Ако бројот на вакцинирани новороденчиња во Виница е 153 како официјална бројка од службата за вакцинации, тогаш се понеизвестна е линијата на природниот прираст кога станува збор за бројки кои се калкулираат овде на домашен терен. Во Виница 153, во западноевропските земји родени винички деца дури 90. Лани и полани беа околу 60 или 70. До година веќе ќе бидат 100 винички деца во најмалку 5 различни земји. Ако се собере и таа статистика наназад само 5 години, околу 350 до 400 дечиња со виничко потекло во Италија ги има најмногу, во Швајцарија, во Словенија, а сега веќе и во Германија. Инаку и оваа 2017 година во Виница започна со женски берикет. Првото новородено дете кое општината традиционално го наградува на големиот празник Водици е во село Јакимово. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.